Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19. Вечерва гледаме. Македонија во Рим го одбележа денот на светите Кирил и Методи. Не сме ве заборавиле и нема да ве заборавиме. Додека се слуша Евангелието на нашиот јазик, ќе живее и вашето дело. Филипче ја оцени како морален чин оставката на Рубин Земун по скандалозната средба со Виктор Стојанов. Премиерот му честиташе на Јанша, продлабочување на соработката со Словенија. Притвор за возачот на камионот кој усмрти 4 лица. Србија на протести против Вучиќ, во Куманово контра протести за подршка на српскиот претседател. За политичката криза во Србија, протести против Вучиќ, контрапротести во Куманово, зошто политичкиот револт против власта во Србија не се акумулира на контото на опозицијата. Анализа во тема на денот со Тамара Филиповиќ. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. Македонската православна црква денеска во базиликата Сан Клементе на гробот на Свети Кирил ослужи молебен, одбележувајќи го денот на сесловенските просветители. На молебенот присуствуваше и државната делегација предводена од спикерот Африм Гаши. Молитва на македонски јазик одекна во криптата на базиликата Сан Клементе во Рим пред вечното почивалиште на словенскиот просветител Свети Кирил. Со молебенот чиноначалствуваше архиепископот Охридски и македонски господин Стефан во сослужение со митрополитите Пимен и Георги. Во ова време невреме поглаварот порача дека сите сме повикани да се угледаме на мисионерското дело на светите рамноапостоли кои се темел на нашата историја, писменост и духовен континуитет. Денес и ние сме повикани да се угледаме на нивното мисионерско дело. Во ова време, невреме во кое царуваат поделби, несигурност и духовна празнина, нивниот пример не повикува повторно да се вратиме кон Евангелието, да не се срамиме од верата Христова и да разбереме дека најголемото богатство на еден народ е неговата светост. Свети Кириле и Методије, вашиот труд не исчезна со вековите. Вашето слово и денес живее меѓу нас. Вашата молитва се уште не крепи, а вашата жртва продолжува да раѓа нови плодови. Не сме ве заборавиле и нема да ве заборавиме. Додека се слуша Евангелието на нашиот јазик, ќе живее и вашето дело. Чествувањето по повод Свети Кирил и Методи во Рим продолжи со посета на папската базилика Санта Марија Маџоре. Македонската делегација положи венец на спомен плочата испишана на македонски јазик. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Притвор за возачот на камионот кој усмрти 4 лица. Србија на протести против Вучиќ, во Куманово контра протести за подршка на српскиот претседател. Косовскиот државјанин, возач на камионот кој усмрти 4 лица, доби притвор. Јавното обвинителство го гони 76 годишниот возач за тешки дела во сообраќајот, бидејќи се сомнева дека тој не се придржувал до прописите и така го загрозил сообраќајот, а во опасност ги довел и животите на луѓето. Возачот на камионот која предизвика сообраќајката на Скопската обиколница од синоќа е во притвор. Според одлуката на судот, определен му е 30-дневен притвор, бидејќи постоела опасност тој да побегне или да го повтори кривичното дело. Јавното обвинителство го гони 76 годишниот воzač од Косово за тешки дела во сообраќајот, бидејќи се сомнева дека тој не се придржувал до прописите и така го загрозил сообраќајот, а во опасност ги довел и животите на луѓето. Кога дошол во близина на клучката Мирковци, брзината на движење на возилото не ја приспособил спрема својствата на патот, густината на сообраќајот и другите сообраќајни услови, така што навремено да го запре возилото пред секоја пречка што под дадени услови можел да ја предвиди. Според обвинителството, возачот прво изгубил контрола над возилото, па свртел во лево, ја прегазил заштитната ограда и удрил во автомобилот кој се движел по спротивната автопатска делница. Од ударот двете возила се запалиле, а четворицата патници во автомобилот починале. Условите на патот, според сообраќајните инженери, неверојатно не биле причина за несреќата. Делницата била права, коловозот не бил влажен, а ниту заштитната ограда можела да го сопре движењето на камионот.
каква god да е еластичната заштитна ограда, вакво масивно возило во зависност од брзината, што поголема брзина, нели поголема е кинетичката енергија и прашање е колку таа ќе може тоа да го спречи преминувањето на од едната на другата страна, со тоа што заштитната еластична ограда е релативно ниска во однос на камионот, така да камионот не мора да ја пробие, може преку неа од ударот поради брзината преку неа истиот да буквално да прескокне преку оградата, нормално оштетувајќи и да премине на другата коловозна лента. Според експертите, тешко ќе се утврди со која брзина се движел камионот, бидејќи заради пожарот најверојатно е уништен тахографот. Со технички преглед ќе се утврди дали пред несреќата се случил дефект на возилото. Како клучна се смета и здравствената состојба на 76 годишниот возач. Ангажирање на лице со 76 години да вози шлепер, мислам дека не е воопшто коректно страна на тие кои што го ангажирале. Предпоставам дека човекот имал валидна возачка дозвола. Меѓутоа, дали бил психофизички подготвен за да управува вакво возило на 76 години е големо прашање. Во сообраќајката која се случи завчера загинаа 4 лица. Баритонот на Националната опера и балет, неговиот 20 годишен син и двајца негови врсници кои се возеле со возилото. Зоран Јаневски, Сител телевизија. А полицијата соопшти дека лишила 18 возачи за безобзирно управување со возило, 12 возеле без дозвола, од кои 5 малолетници, 4 под дејство на алкохол и 2 возеле без дозвола и под дејство на алкохол. Во Скопје 2 лица малолетни управувале возило без возачка дозвола, 6 во Кичево, 3 малолетници, 2 во Велес и по 1 во Струга и Прилеп. По едно лице во Делчево, Свети Николе, Велес и Прилеп управувале возило под дејство на алкохол и по едно лице во Радовиш, Костивар управувале возило без возачка дозвола и под дејство на алкохол. По целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни пријави. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не управуваат возило без положен возачки испит или доколку имаат изречена мерка за забрана за управување или доколку се под дејство на алкохол, и сите заеднички да придонесеме за побезбеден сообраќај, стои во апелот на МВР. Филипче оцени како морален чин оставката на Рубин Земун по скандалозната средба со Виктор Стојанов. Премиерот му честиташе на Јанша продлабочување на соработката со Словенија. Лидерот на СДСМ Венко Филипче оценува како морален чин оставката на Рубин Земун од партиските функции по скандалозната средба со Виктор Стојанов, кому државата му има забрането влез. Филипче денеска повика за едничко носење на уставните измени. За средбата на Рубин Земун со Виктор Стојанов, лидерот на СДСМ вели дека дознал од медиумите. Оставката на Земун од извршниот одбор според Филипче одличен морален чин, бидејќи вели дека таква штета на партијата во моментов не е потребна. Ова вели дека е уште еден доказ дека СДСМ не одработува за бугарските, туку исклучиво за македонските национални интереси, а тоа во моментов значи итно спроведување на уставните измени. Филипче денеска апелираше до Мицкоски заеднички да споделат одговорноста за внесување на бугарите во уставот, за Македонија да не ја пропушти шансата за старт на преговорите. Туги интереси се да не го направиме чекор. И вистинското прашање, чии интереси ВМРО застапува? Со тоа што не се прави чекора да се направат уставните измени и да се отворат преговорите за Европската унија. Еве, реков, од позиција на опозиција, дека ќе споделиме одговорност. Веднаш ме обвинија дека широка влада, шпекулации така натаму. Не, апсолутно. Ниту имаме намера, ниту желба да учествуваме во влада со ваква криминална група. Споделуваме одговорност за еднината на земјата и за уставните измени и за се што носат преговорите, отворањето на поглавијата. Најлошата опција е да остане вака луѓе. Затоа што ако се направи пакет за проширување без нас, ќе се затвори вратата. Да не мисли владата дека цело време ќе биде отворена и нас ќе не чекаат кога ние ќе одлучиме, па ќе влегуваме во Европска унија. Тоа е организиран процес, не е така. Ако за прв пат се отвора после 15-16 години, дајте да не го испуштиме ова. ВМРО-ДПМН пак денеска ја искористи фотографијата од средбата помеѓу Земун и Стојанов за да обвини дека СДСМ на чело со Филипче се главни соработници на бугарската пропаганда во Македонија. Дознаваме од свиркачи дека видни членови на Социјалдемократскиот сојуз виделе дека работата е отидена предалеку и дека преку ова не смее да се помине.
Па му било сугерирано на Филипче да го тргне Рубин Земун од извршниот одбор за да не му штети на СДС, а да продолжи во неговата работа која веќе е потврдена и во јавноста со оваа фотографија позади мене. Почитувани граѓани, како тргнал Филипче, ќе остане сам со кланот заеви. ВМРО ДПМН заедно со граѓаните нема да дозволи да се случи повторно предавство на македонските национални интереси. Доста е со понижувања, подклекнувања и подчинувања. Време е Македонија да биде горда, исправена и достоинствена. Реакциите во јавноста ги предизвика вчерашната фотографија која на Фејсбук ја објави председателот на така наречената Фондација Македонија Виктор Стојанов, кој важи за истакнат антимакедонски активист во Софија, кој има и доживотна забрана за влез во земјава. Иако сликата кусо по реакциите беше избришана, Земун поднесе оставка од функцијата член на извршниот одбор на СДСМ и тврдеше дека се работи за случајна средба со Стојанов во трговски центар во Софија. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мицкоски телефонски му честител на Јанес Јанша за неговиот избор за премиер на Словенија, потенцирајќи дека ќе продолжи продлабочувањето на политичките односи меѓу двете држави. Денес оствари телефонски разговор со Јанес Јанша, при што му упатив честитки по повод изборот за премиер на Република Словенија и успехот во формирањето на новата влада. На Словенија и посакав стабилност, напредок и успешна работа во периодот што следи. Ја потврдивме нашата заедничка заложба за продолбочување на пријателските односи, политичката соработка и партнерството меѓу двете земји. Македонија и Словенија продолжуваат да градат силни врски засновани на меѓусебна почит, европски вредности и заедничка визија за развој, стабилност и подобра иднина на нашите граѓани, напиша премиерот Христијан Мицкоски на својот Facebook профил. Земјотрес со јачина од 3,5 степени според Рихтеровата скала попладнево е почувствуван во Скопје. Според податоците со кои располага Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, во 17 часот и 41 минута беше почувствуван земјотрес чиј епицентар потекнува од епицентралното подрачје на Скопје со Рихтерова локална магнитуда од 3,5 степени. Интензитетот на почувствуваниот земјотрес според податоците изнесува 4 степени според Европската макросеизмичка скала. Охрид ќе добие нов музеј на вода. Археолошкиот локалитет Манчевци идна охридска атракција. Овој локалитет сместен во стариот дел на градот, каде се наоѓа рано христијанска базилика со вредни мозаични површини и новите откритија ќе прерасне во музеј на отворено кој ќе привлекува посетители. Да, огромно е, особено што не е многу познат. Нов е релативно за туристичката понуда на градов. Еден дел веќе беше изложен, добро осмислен, осветлен и доста голема атракција. Меѓутоа, она што го пронајдовме и на другиот дел со баптистериумот и прекрасните мозаици, ќе се формира една прекрасна целина и атракција идна во градот. За локалитетот кој се истражува од 2007 година, кој се соочува со сериозни последици од оштетување, Министерството за култура и туризам одвои средства за археолошки доистражувања. Сега се соочува со сериозни последици од оштетување и поради тоа Министерството издвои средства за археолошки доистражувања, изведба на потпорен ѕид и премостување, со што ќе бидат обезбедени соодветни услови за презентација и промоција на ова културно добро. Во тек изработка на проектот со кој ќе се обезбеди едно премостување на двата дела од локалитетот Манчевци, сместен во близина на Катедралната црква Света Софија, со што ќе се формира една целина на ова културно богато наследство. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Македонската народна музика и песна 2 дена ќе ечат во Прилеп и во Долнени, почна фестивалот Пеце Атанасовски. Грмнаа тапаните, писнаа зурлите и гајдите, насекаде ечеше македонската народна музика и песна. Во Прилеп по 52 пат започна најреномираниот фестивал за народни песни и инструменти Пеце Атанасовски. 250 учесници од цела Македонија ќе го представат фолклорот пред публиката. Прилеп, Долненци, но и цела Македонија треба да се гордее што го има овој фестивал и ние искрено се надеваме дека ќе продолжи да се одржува, да продолжи континуитетот и се додека
се одржува фестивалот, верувам дека ќе има интерес и од најмладите, но и од повозрастните за да доаѓаат, да учествуваат на фестивалот. Младите кои што ги имаше од повеќе места од државава, но исто така имаше дојдено и од странство. Вела дека љубовта кон традиционалната македонска музика ја носат во срцето уште од мали нозе. Доаѓам од Канада, свирам на гајда 2 години, учам онлайн часови со професор. Гајдата ме потсеќа на Македонија, убаво ми е кога ќе свирам, интересно многу. За среќа с големо интересот кај младите и општо кај повозрастните се појавува интерес за слушање можеби на овој инструмент, не за свирење, но за слушање. Ја чим има побарувачка, автоматски ќе добиваме и нови млади нели изведувачи. Оно што највеќе ме привлекува е сето оно што нашите го правеле во минатото. Нели знаеме дека денес голем дел од младината слушаат помодерна музика, веќе некоја што навлегува во поголем ехот и оваа музика се заборава. Генерално пропаѓа надолу и за жал изумира. Сепак, за да се задржи интересот за нашиот фолклор, државата треба да оддели повеќе средства за да се поддржат сите овие друштва кои што се занимаваат со овој вид на музика. Институциите задолжени за зачување на културното материјално и нематеријално наследство и така треба повеќе да се загрижат и да дадат малку повеќе средства да се врати оној професионален аматеризам, да го дадат на едно повисоко ниво, затоа што замреа тие институции и организации кои што аматерси ги негуваа и музиката и инструментите. Втората фестивалска вечер ќе се одржи во општина Долнени. За Сител Дарко Штарговски. Мој вечерашен гостин во тема на денот е Тамара Филиповиќ од Сдруженијето на новинари, независни новинари на Србија. Добро вечер. Добро вечер. Денеска во Србија има повторно протест, обид на незадоволството на граѓаните на Србија преку студентските движења да манифестира некаков поголем револт. Какви се очекувањата? Што може да се очекува од овој вечерашен протест? Pa mi se nadamo da će protest proteći mirno. To je ono što građani očekuju i nadaju se tome. Nažalost, imali smo i druga različita iskustva, pogotovo iskustvo od 15. marta kada je upotrebljen zvučni top da bi napravio paniku, kada je više desetina i stotina građana pretrpelo i neke zdravstvene probleme zbog toga. Zatim, ako se setimo 28. juna prošle godine i celo leto imali smo prilično nasilne proteste, ali to nasilje nije dolazilo od onih koji su organizatori, nije dolazilo od strane studenata, već od strane režima koji je podmetao različite, ja bih rekla slobodno, kriminalne grupe koje su zapravo podsticale nasilje i policija, nažalost, već duže vreme ne radi dobro svoj posao i ne štiti građane koji mirno ispoljavaju svoje nezadovoljstvo, već u velikom broju slučajeva zapravo štiti one koji napadaju nasilnike zapravo. Nadamo se da se tako nešto neće desiti danas. Ono što je interesno je, na primjer, денеска во Куманово во Македонија имаше контрапротест за подршка на власта на Вучич, тоа е организација на некои здруженија на граѓани на Србија од Македонија. Не е ли тоа на некаков начин вовлекување на соседни држави во внатрешно политичката криза во Србија и како вие гледате на тоа? Pa znate šta, postoje razna istraživanja, novinari su istraživali na koje načine sve Srbija podržava različite grupe u zemljama regiona i to te GONG organizacije i grupe koje podržavaju Aleksandra Vučića zapravo mislim da to rade iz čistog interesa i za račun Vučića i ovog režima. Kako to, da li će to uticati sada na neka unutrašnja dešavanja ovde u Srbiji, mislim da ne, ali pokušava se da se stvori da se baci prašina u oči i da se zapravo napravi dojam da postoji još veliki broj građana srpske nacionalnosti, da li u Srbiji, da li u zemljama regiona koji podržavaju ovaj režim.
ali oni koji ne žive u Srbiji, naravno ukoliko su građani Srbije imaju pravo glasa i tako dalje, ali ne mogu da osete ono što osjećaju građani ovde. Znači mi smo došli do jedne tačke usijanja, ovde se država raspala, sistem se raspao i tako nešto ne može još dugo da traje. Ja se iskreno nadam da ćemo mi uspeti da dođemo do nekih promjena na jedan miran, legalan način, kroz izbore. To je teško očekivati s obzirom na iskustva recimo sa lokalnih izbora koji su bili krajem marta, koji su takođe bili jako nasilni, gde imali smo situacije gde su novinari pretučeni, davljeni u reci samo zato što su otišli da snime određene neregularnosti na izbornim mestima u selima pored gradova, odnosno opštine gde su se održavali izbori. Nažalost, to iskustvo nam negde budi zebnju da i kada dođe do tih izbora nismo sigurni na koji način i da li ćemo uspeti mirnim putem, legalnim putem da se izborimo za naša prava. Тамара, овие протести во Србија, кои неколку години се веќе активни, се резултат на оној револт кој што произлезе од студентите поради овој случајот во Нови Сад. Но се има чувство како да не успева тој револт на јавноста да се акумулира како некаква подршка на опозицијата во Србија. Веројатно на студентите како да им фали политичка платформа или некој кој може да го канализира тој револт за да може да се тој резултат да биде легитимен на избори. Во што е проблемот? Зошто е тоа така? Pa znate šta, studenti su na samom početku, znači zašto je i došlo do ovako masovnih protesta i ovako masovnog revolta? Ljudi su ubijeni, 16 ljudi izgubilo živote i to krivicom određenih ljudi koji su učestvovali u korupcionaškoj aferi kada se ta železnica renovirala. Odgovor države, odgovor institucije je bio neadekvatan i to je probudilo. Znači, ljudi su postali svesni da može da ih ubije korupcija i to se desilo i to je nekako bilo otrežnjujuće za veći deo društva. Studenti su bili ta pokretačka snaga koja je tražila da se objave svi dokumenti, da se procesuiraju ljudi koji su odgovorni za smrt 16 ljudi. To se nije desilo. Nije se desilo do današnjeg dana. I vi onda shvatate zapravo da živite u jednoj državi gdje institucije apsolutno ne funkcionišu. Vi nešto morate da uradite po tom pitanju. To su bile na početku blokade fakulteta. Studenti su u jednom momentu preuzeli, znači shvatili su da ne mogu samo kroz taj svoj revolt i bunt da promene ništa, da moraju da se uključu u neki politički život i oni su postali jedna politička grupacija koja se priprema za izbore. Znači oni su sada jedan politički akter i možemo ih smatrati isto opozicijom trenutno, mislim oni nisu u parlamentu, pa nisu u tom formalnom smislu opozicija, ali da, oni su jedna politička snaga koja trenutno priprema teren, odnosno organizuje se za naredne izbore. Tako da, ne znam, mislim, odnosi opozicije, odnosno ovih, hajde nazovimo ih tradicionalnim opozicijalnim strankama i studenta su kako se uzme. Znači, studenti su isto jedna vrlo heterogena grupa koja je od levog do desnog preko centra. Mi još ne znamo kakav će biti njihov politički program i mislim da s razlogom ne znamo, jer kada bi uopšte krenuli oni da otkrivaju neke svoje taktike, liste, političke programe i tako dalje, to bi opet naišlo na jednu satanizaciju, jer mi već duže vreme, 14 godina živimo u jednom svetu gde svaki kritički glas se guši najbrutalnijim metodama. Poslednjih godinu i po dana to je dostiglo svoj maksimum i mi kao novinarsko udruženje mi radimo taj monitoring napada, pritisaka i pretnji novinarima i mi smo prošle godine zabeležili 313 fizičkih napada, pretnji smrću i drugih pretnji koji ugrožavaju život novinara.
Znači, to se nikada nije desilo, mi bazu podataka imamo od 2008. godine. Znači, to je najbrutalnija godina je bila prošle godine, nažalost, nastavilo se ove godine, samo u prva 3 meseca, znači u prva 4 meseca smo već zabeležili nekih 120 slučajeva. I sad kad vi vidite kroz šta prolaze novinari koji su tu, oni nisu politički akteri, oni izveštavaju šta se dešava na terenu. A zamislite šta proživljavaju tek oni koji nisu novinari i koji negde dignu neki glas i kritikuju vlast ili rad institucije. Ovde naši mediji su jako zatrovani i ono što se dešava kod nas na televizijama prorežimskim, ja mislim da takav program ne može da se nađe u svetu. Ja zaista to mislim da mogu bez ikakvog preterivanja da tvrdim. I zbog takve jedne situacije, zbog takvog jednog medijskog linča koji na kraju, znači on krene u medijima, a onda preseli na ulicu, studenti su dosta oprezni i drže sve u tajnosti kako ne bi zapravo doživeli, inače doživljavaju fizičke napade i pretnje i sve, ali da se koliko toliko zaštite. A da, oni sada jesu politička snaga, vrlo ozbiljna, koja mislim da trenutno ima jaču podršku i od svih опозиционих stranaka. Пред крај се препознали некаков лик кај нив, кој може да биде лидер, водач, кој може... Сепак, кога се станува збор за политика и за победа на избори, потребно е многу повеќе од еден само граѓански револт. Потребно е идеологија, што велите вие, ако е таа лево, крајно десно, тука... Значи, потребно е, веројатно, можеби српските граѓани не препознаваат идна сигурност што би било после промена на власт, да речеме. Pa znate šta, ja ne znam sad ko bi bio taj, ne bih da licitiram ko je ta jedna osoba, ali ja mislim da je snaga studentskog pokreta upravo u tome što oni ne žele, mi godinama patimo od tog lidera, jednog lidera koji može, iznenadna sila koja se pojavljuje i rešava sve. Ja mislim da je njihova taktika jako dobra i da zapravo se taj kult lidera konačno razveje među građanima i da shvate da su institucije te koje nas štite i drže sistem. A ko će biti na čelu institucije? Ako vi imate dobro uspostavljen sistem, nije važno. Znači, ne treba... I mislim da oni dosta dobro i uspevaju. Oni su zbog, kažem mi, i zbog ovog medijskog linča, a i zbog tog kulta ličnosti koji se gradi decenijama, ne samo u našoj državi, već i u svim državama regiona. Mislim, mi smo svi bili u Jugoslaviji, imali smo kult Tita i ja mislim da su mnogi lideri na Balkanu zapravo pate od tog kulta Tita i pokušavaju da dostignu tu slavu. Studenti imaju potpuno drugačiji pristup i ja mislim da je to dobro. Ja mislim da je ovo šansa da se mi izborimo, da su institucije te koje štite građane. Hoć i za smenjivost. Znači da jedan od osnovnih principa demokratije je smenjivost. A mi stalno imamo situaciju da kad jedan zasedne, dok ga skloniš, moraš krv da propljuješ, a mislim da je to zapravo samo zbog toga što nismo izgradili dovoljno jake institucije da štite tu demokratiju i štite naša prava, nas, običnih građana koji izlazimo na ulicu i radimo svoj posao. Тамара, ти благодарам за ovo gostovanje. Hvala. Во продолжение неважни